Побрзајте, времето ви истекува. Ова се пораките кои редовно ги добиваме од европските гатачи. Овие зборови подсетуваат на питија од Делфи, чии што пророштва представувале вистински загадки. Мудрите луѓе од античка Грција минувале денови и денови во обид да го откријат нивното значење. И ние во Македонија се наоѓаме на слични маки. Јоханес Хајндел 3 пати дојде во Скопје. Сите македонски очи беа свртени кон него. Сите се надеваа дека тој ќе извади волшебно стапче од джепот и ќе ни ја реши нашата длабока, сериозна политичка криза на задоволство на сите. Но волшебно стапче немаше. Хајндел вели, излезот од политичката криза е договорот од пржино, но тој е блокиран, кризата трае, а времето истекува. По Хајндел, еве го со слична порака и неговиот австријски имењак Јоханес Хан. Премногу време беше загубено во последната година, ни твитна европскиот гатач. Од одамна слични пораки од Европа во Македонија редовно стасуваат. Времето за кое толку зборуваат може би се однесува на нашата препорака која ветува дека еден ден на вистина ќе станеме полноправна членка на Европската Унија. Европа одамна се заканува дека ќе ни ја одземе препораката, уште од времето на чехот Штефан Филе. Но од закана до реализација на заканата има огромен јаз, кој Европа засега не е подготвена да го пречекори. На Унијата никогаш не и се случило да одземе дадена препорака и не посакува ваква премиера. А тој документ, меѓу другото, и гарантира на Унијата влијание во Македонија. Времето кој истекува може би се однесува на рокот во кој специјалното јавно обвинителство може да покрене обвинение за прислушуваните разговори. Рок кој истекува на 15 март 2017 година, а без правда и пресуди за сите кои се огрешиле од законот, кризата едноставно не може да заврши. Сега во Македонија би бил добредојден еден антички мудрец да ни каже: побрзајте, ама полека. Кој полека оди, побрзо стасува до целта, вели и народната мудрост. Но нашите политичари очигледно ја немаат ваквата мудрост. Тие не гледаат дека вака никаде не одиме, а времето кое истекува се однесува на иднината на Македонија.